Добре дојдовте во четвртата лекција од Велдекс Академијата. Пред да продолжиме и да зборуваме за технологијата која стои зад криптовалутите, тоест за блокчейн, уште оваа лекција ќе посветиме на парите, односно на идејата која започна како револуција против банкарскиот систем. Тоа не е банка, ниту држава, не е ниту компанија, туку човек или група скриена за псевдонимот Сатоши Накамото. Оваа лекција ќе ви покаже зошто се појави биткоин, кои проблеми ги решава и како ја промени идејата за тоа што значи да имаш пари. Па да започнеме. Зошто воопшто настанал биткоин? Во 2008 година светот беше во најголемата финансиска криза од големата депресија. Банките ризикуваа со туѓи пари, создадоа огромни долгови и кога се пропадна, државите ги спасија со ново печатење на пари. И во целата таа криза, обичните луѓе ги изгубија своите заштеди, банкарите беа наградени со бонуси, а системот покажа дека не е праведен и ниту транспарентен. Во тој контекст се појави биткоин, обид да се создаде нова форма на пари која не зависи од банки и држави. На 31 октомври 2008 година човек или група под името Сатоши Накамото објавува документ со наслов Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system. Овој документ или white paper објаснува како би можел да функционира електронски систем за плаќање што не зависи од трета страна, нема банка, нема ниту посредник. Суштината на идејата е едноставна, да може 20 луѓе без да се познаваат да си пратат пари преку интернет, без некоја трета страна да го одобрува сето тоа. И запомнете, во дигиталниот свет, се што може да се копира, ќе се копира. Ако некој може да копира дигитални пари, тие веќе немаат вредност. Ова е познато како double spend проблем, ризикот дека една иста дигитална валута може да се потроши два пати и тоа се случува моментално во финансискиот систем со производството на нови пари, ствари бројки кои немаат крај, а ниту некакво покритие. Решението на Сатоши е гениално. Секој кој користи биткоин е дел од една отворена јавна книга блокчейн која ги потврдува сите трансакции. Кога еднаш ќе се запише трансакцијата, нема бришење и нема фалсификување. Во традиционалниот систем, сите податоци се на едно место во банка, во влада или во институција. Ако тој центар падне, системот престанува да постои. Или, ако некој одлучи да го злоупотреби, може да го направи тоа. Биткоин го менува тоа, затоа што нема централна контрола, нема директор и не треба никакви посебни дозволи од банка или влада. Секој корисник на биткоин мрежата е дел од системот што ја одржува наречен нод. Секој блок на трансакции се проверува од илјадници компјутери низ светот и за да се измами мрежата, би требало истовремено да се убедат повеќе од половина од сите тие компјутери што е практички невозможно. Ова е суштината на децентрализацијата. Моќта е поделена на сите, а довербата е заменета со математика. Да видиме како функционира биткоин во пракса. Кога некој сака да прати биткоин, трансакцијата оди во мрежата. Другите учесници или мајнери ја потврдуваат таа трансакција и ја додаваат во еден блок на трансакции. Блоковите потоа се врзуваат еден со друг, создавајќи блокчейн или синџир од блокови. Кога блокот е потврден, трансакцијата станува трајно забележана и не може да се измени или пак да се избрише. И мајнерите за тоа добиваат награда за својата работа во вредност од нови биткоини. Така се создаваат нови монети во системот со точно одреден ритам и за разлика од фиат парите, понудата е ограничена и никогаш нема да има повеќе од 21 милион биткоини. А што представува биткоин денес? На почетокот беше експеримент за неколку стотици ентузијасти. Но денес го користат милиони луѓе ширум светот, го прифаќаат илјадници компании и некои држави веќе го признаа како легално средство за плаќање. Државите почнуваат да градат државни резерви во биткоин, исто како што тоа го прават со златото. И биткоин повеќе не е само технологија, туку тој е идеја за финансиска слобода, отпорност на цензура и алтернатива на систем кој со децени не функционира за сите еднакво. И тука доаѓаме до заклучокот кој сите добро треба да го запаметите. Биткоин не се појави за да ве збогати, се појави затоа што системот веќе беше скршен. Не мора да го сакате, но мора да го разберете. Затоа што тоа е првиот чекор кон новата ера на децентрализирани пари и доверба без посредници. А во наредната лекција ќе се осврнеме подетално на технологијата која е основа за функцијата на биткоин и на сите други криптовалути.
Тоа е технологијата блокчейн.